Во моментот се случуваат турбулентни промени на меѓународната политичка сцена, предизвикани од војната во Европа, промените во надворешната политика на САД, разноразни други тектонски промени и на економски план, не само на политички и на безбедносен план. Сето тоа налага потреба за анализи и дискусии аргументирани за да можат подобро да се разберат овие сложени процеси и многу флуидни состојби. Ние како земја имаме две стратешки цели. Тоа е, се разбира, НАТО и ЕУ. После овие 30 години се уште сме надвор од ЕУ семејството, би рекол, се уште сме во чекалната. Дадовме многу жртви, дадовме како држава многу од нашиот, би рекол, идентитет. Промена на име, промена на знаме, промена на банкноти и многу отстапки што се случувале изминатите години. Да, сега сме еднакви во НАТО, но не смееме да заборавиме дека ние сме сериозна земја членка од 2008 година. И тогаш беше нашето место во НАТО. Сега седиме еден до друг, имаме право да си го кажеме нашето мислење, но сакам намерно го потенцирам ова, бидејќи сакам да ви кажам дека секој еден од вас е заслужен што Македонија е во НАТО. Почетокот на преговорите на Македонија со НАТО се поклопува со големи предизвици на економска, финансиска и конечно безбедносна криза. Посебно сакам да потенцирам дека сега ние имаме информациски размени на технологии и кибербезбедност по стандардите на НАТО и системите ги споделуваме и разменуваме информации и технологија. Нашето зачленување во НАТО се случува во период кога Алијансата се соочува со големи безбедносни предизвици во Европа, мигрантскиот бран од Африка и од Азија, се уште отворени прашања околу статусот и позицијата на Србија, Косово, Босна и Херцеговина, сајбер пенетрација од страна на Русија и Кина во одредени делови на Европа и така натаму. Како членка на НАТО современици сме на жалост на завршување на еден од најдолготрајните периоди на мир, стабилност и просперитет во Европа. Руската агресија врз Украина, оваа голема војна на истокот за Европа, која сега влегува во низината 4-та година, војна која предизвикува страшни разурнувања на цивилната структура и големи човечки загуби, го става НАТО пред сериозен тест.